Развојот на ловството во Македонија од аспект на современите барања и потреби беше главна тема на дискусии на денешната седница на Управниот одбор на Ловечкиот сојуз на Македонија, која се одржа во Виница. Членовите на одборот констатираа дека ловството оди во вистинска насока, при што се следат европските стандарди. Меѓутоа загрижува тоа што бројноста на дивечот постојано се намалува, што е аларм дека на тој план треба да се преземат конкретни мерки. Од друга страна радува податокот што нови концесионери се повеќе вложуваат во инфраструктурата во ловиштата и создаваат услови за развивање на ловниот туризам, особено странскиот. Придонесот од страна на ловечките здруженија е голем во федерацијата и тенденција на ловечката федерација да се зачува традиционалниот лов, значи со оние ловечки здруженија, да не се оди многу на електронски аукции за одзимање на концесии, пошто доаѓа до девастација на самиот дивеч. Што се однесува до ловното здружение Осогово, кое иако е едно од најстарите во државата, неодамна остана без концесионерство на најзначајните ловишта. Претседателот на Сојузот изјави: Кочани да не ме фаќате за збор, мислам дека има на 100 години од постоење, значи Осогово Кочани, меѓутоа за жал ова година дојде до не до разбирање, меѓутоа се одзема ловиштата, се одзема од страна на друг концесионер на јавно надавање, така да има многу мал број на површини, мислам дека има само едно ловиште. Постапката како ќе оди натаму ќе видиме со самото здружение и ние како федерација како ќе, мислам дека ќе настапиме позитивно да биде за ловечкото друштво во Кочани. Раководството на Кочанското ловечко здружение се уште не може да се помири со начинот на кој е загубена битката околу добивањето на концесијата. Таквата ситуација ја доведува до прашање судбината на здружението, кој располага со атрактивен објект, фазанерија, стрелиште и други инфраструктурни објекти, меѓутоа и покрај тоа останува неизвестна.